Добро вечер. Во глува доба, во сред ноќта, таму кај што е центарот на маргините, во мојата нова рубрика, која некое време остана и без тема и без дилема дали да се тера или да се крева ручна на оваа насока, една мрачна, една хардкор, брутална и она што не сите нас отсликува и до негде отвара вистината на јавноста, како ја функционираме од детство до младоста до староста и кога мислиш дека све е готово тука, доаѓа оној шама реалност да те отрезни и каже дека тек сега све е почело. Па така да преска пред неколку часа се јавува другар, вика, дали слушна што се десило, и секоја така ќе ми се јави некој и тоа каже, или некој близок го фатиле нешто криминално опасно, утепал некој или шлепер, авиони, камиони наполнет го уапсиле, ќе доживотно робија, ќе се заборавиме, или следна опција е дека со некој за навеќе се поздравиме и ја заминал кон вајшнавите, кон васионите, кон боговите. Ни на крај памет не беше дека ќе биде ова второто и дека баш ќе биде темата мојот брат, мојот ортак, мојот комшија, мојото дете, другар, верен психијатар, на кого сум отварал душата, сум му се исповедал, со кого сум минал безброј ноќи, денови, ситуации, глупости, неброени, и ќе ми недостасува дефинитивно до навека, ќе му нема замена. Денеска оваа моја рубрика во центарот на маргините ќе биде тема мојот брат Душко Стојановски, Дуле, познат у детството као Дуци Рејч, после у тинеџерските години као Дуци Алкос, па све додека не почна да билда и се деформира, кељав шиша редовно и главата полира, тапацира, гумира, пониклува и сија, па тука и му се залепи од мене, од братот него верен, на димакот компир кој му остана доследен до последниот денес ден. Денеска сме 18.10.25 година, брату, почивај во мир. Бог нека те чува, нека ти ги прости гревовите, ти беше една добра душа и поздрави ги сите таму кои се екипата. Нека не чекат, неизбежно е тоа дека сите ќе дојдеме таму и нема бегање од тоа. Па, ни на крај памет не очекував, нити па ми најави со нешто, нити ми даде знак дека си бил у таква огромна мака, иако знаев како ти минуваат годините последни, не баш така пофална атмосфера, задоволителна и она за што се боревме сите и целевме кога бевме деца, дека ќе бидеме најаки, дека ќе уживаме и дека само напред и високо ќе циљаме. Ти западна во темницата, во пороците, во оние, како е наречена оваа рубрика, центарот на маргините и виорот на хардкорот, во кој сите сме ние, кој помалку, кој повише, и дознав дека више неколку дена си бил на постела, си бил укочен, си бил парализиран. Денеска си се влошила ситуацијата, те однеле едва и некако до болница, не сакале таму да те примат, те ашкале, машкале, одбивале, цимале, малтретирали, си ја испуштил таму душата. Инаку ова све го започнав со една воден
анекдота да ја раскажам и да ја свртам секојаш тугата на една весела, на една ситуација, акција твоја која е раритетна и уникатна и секојаш не смеела кога се раскажува, но не може да не започнам со представување и твојот лик и дело, објаснување да ти си еден наш брат кој беше на времето спортиста најак, кој кога идевме заедно во теретана у фул, кога вежбавме, мојата рака достигна бицепсот дури 29 сантиметри да има обем, а ти твојата беше 57, околу 60 сантими, значи повеќе од пола метар. Тоа беше нешто, заверували или не, колкав беше брату тогаш, да може да ти позавидат и најаки бодибилдери, да доволен е фактот дека на коса клупа се растегнуваше со бучици од по 35 кила, ја бев тоаш 70 кила, да со мене можеше да си играш за фрканција, да ме креваш со една рака и да ме фрлаш у вис како сакаш. Оваа фотка од мене ти е направена, една прекрасна, со најстариот графит во нашиот град, кој све се искречи, се уништи, но тој остана да сведочи за таа една стрит култура и на сите ни особено драг, и сите си имаме сликано за спомен, како што и оваа твоја фотографија. Неизбежен дел сегмент од твојот живот е и панкот, анархијата, скин, хедсот, движението некое, Док Мартин стилот, спидфаерка, класика, значи една ултрас хулиган, акап стил, братот навијачки, комита, лојал and фан, до гроба. Сите кои идат на Вардар утакмици не може тебе да не те знаат. Сликите говорат за твојата љубов кон клубот, пасијата твоја кон навивањето и кон трибината. Тука беше и групата Rage, по која и го носеше твојот прекар, Rage Against the Machine, кој нели знаеме песните им се со социјални текстови, све она што се бориме сите против системот и сите неправилности таму и ја бараме правдата, некоја наша вандалска тинејџерска младечка која гледаме како старееме дека е нешто немогуча мисија и се повлекуваме у пензија на таа тема, зашто ако тераме да бидеме гласноговорници без никакво подкритие, преку ноќ ќе не снема. Ти беше оној со кој водно ни беше како да идеме преку улица да пазариме лепи млеко и да се враќаме назад, буквално од мало се пуштавме, трасиравме и до врв водно се искачувавме со шала, го пукавме да рекорд ни беше 15 минути од полиција до средно и 48 минути од полиција до врв. Бевме прави машини. Тоаш бевме у фул форма спортска, да ни немаше рамену екипа, барем наша дувачки оркестар тогаш, кој бевме сите у зона комфортно, се издвојувавме ние по тоа што не клапнувавме и ја одржувавме кондицијата и спортувавме. Ти имаше една шака рака изработена, мајсторска, беше шеф на објекти, работник еден прав, највреден у наша екипа, да секојаш се зафркававме, твојот мал прст беше поголем од мојот показалец и имаше мечки на шапа, да тоа говори колку си вреден еден човек, еден домаќин, еден кој секојаш беше среден, избањат, чист, со парфем, со помада, со сите оние салтанати што го красат еден млад човек, за пример да биде во екипа, како доликува да се искача и да се средува. Додека ние останатите бевме тамба-ламба и не многу внимание
дававме у таа насока, ти беше единствен кој замина во војска. Кога се врати, тоа беше обседнат еден војник кој само за тоа говореше и не можеше да се помири дека рокот му завршил и бараше чаре како да се таму вработи и дај Боже да тој план го оствареше. Денеска ќе се гордеевме и за пример ќе те земавме и уште 100 години жив ќе беше, ќе не надживееше. Пороците ги избегаваше и можеби последен од цело друштво на орото се фати. Ти беше оној кој не осудуваше, не шиканираше, сме доаѓале до степени да за гуша се фаќаме, да се тепаме, караме, колку тоа го мрзеше да на стари години у клинч влезе со од прва со клизачу најжустрите води, у пајажината се уплетка, се фати, у длабокото ја заплива и више никогаш назад у нормала не се врати. Неќам да навлегувам, да те офирам и отцрнувам. Кој е паметен, знае у која насока тој правец тера и еве исходот негов го гледаме денеска. Ево вдека која беше на оваа зграда, дали беше ова тој некој дом кај што бил на времето на плоштад, значи на безброј објекти ти шефуваше и гаранција беше дека све ќе биде таму по сите правила, прописи и баш ја знаеше секој детаљ, сегмент, до најмал штраф, до армиран бетон, до челик, до цел фазон на изградба на процеси. Капа доле, мајсторе, респект за тоа, беше неприкосновен. Сега можеби ќе биде и право време да се уфрлам у мојата анекдота и да ја свртам на таа, да наречеме, трагикомична зафрканција и да ти испратиме со ова видео за спомен, да останеш запаметен по твојот херојски чин и еден лудничав, заверували или не, потек да стварно е само тебе тоа може да ти се деси. Овдека на овие фотографии све ја ти јам сликано, неизбежен, еве ги, секој дневен твој мотив на Facebook беа сликите од трибина, затоа и ги јам ставено овдека у објавата, да те представат у едно најубаво светло и да остане како еден спомен, сеќавање на братот Ултрасот. Па едно време реши да бидеш обезбедување. Тоа беа оние години кога билдаше, тренираше и збиравме пари, нели, да таа лиценца се плати и да ја добиеш, да можеш да се вработиш. И работеше на многу објекти, чуваше, обезбедуваше и стигна до оној ден кога се вработи во сенатор кај собрание. Тоа беше твоја прва недела. Од тоа што завикав и Брус Врилис на зафрканција, пошто келјав таков и у таква ситуација што сега ќе ја раскажам. Беше баш оној правиот Брус Врилис, умри мушки кога е сам у зградата и се бори со терористите, ги спасува планетата. Еве сме овде јас и ти у едно од безбројте наши седенки малски, во уметничка. Овде апаратот е ставен сам, не слика, нема трета личност, ние сме двајцата. И така братот се запослува обезбедување у електринско казино, 12 сати смена држи, не сме да седне, му пукаат вени на нозе, се измачува лебот, крвово го печали. Криминалот не беше твојата јака страна и го избегаваше и секојаш напоштено работата ја бараше. Па беше ова прва недела како даваше таму смена у тие места, како доаѓаат ајдуци, коцкари, хоштаплери и господа, доаѓаат секако инспектори, полицајци, прикриени, неприкриени и секако овие што се интервентна, алфи и така натака, да
со нив одма на прва се зближи, си размени телефон за добро за лошо, да ги имаш на контакт на прва линија од браникот, да злу не требало, ги повикаш и биде спречена белјата. Па така да во моментот кога тебе те фатило голема нужда, кои се шансите ти баш тогаш да влезеш у WC и во истиот миг да улетаат тројца по папучи, по кратки гакици, со калаши, со пиштоли, стоите сите руки увис, никој да не мрднал, вадете парите, плячка, а ти у WC за 2-3 врати, појма нема што се случува, нити пак слушаш дека нешто такво има и ево тек голема една разбојничка драма. Сега само замислете си го за миг овој момент, кога братов спокоен се олеснил, пушта вода, мие раце, се фаќа за квака да искочи во просторијава кај рулетиве, апаративе и затекнува пред него на само 2 метри со грб свртени тројца со автомати, со пиштоли, како сите ги држат за заложници и грабаат пари, пакуваат. Да само помислете што би можело да се случи кога он би тропнал, би направил некаков звук, што исто не е веројатно како тоа све се одвило да не го приметат, кога они во сиот тој адреналин, тоа лудило, наоружани до зуби и спремни на све, која на штрек, на препад би се свртали и би го здогледале набилдан Брус Вилис, келја, фусија на глава, набилдана питбул, ке кина, ке граба, да мислам тука ќе го искашла, ќе го изрешета, многу одамна на оној свет ќе не го испраќа, од страф, од рефлекс, мислам дека тоа било кој од нас да е у таквата ситуација, ќе го направеше без око да му трепне, кога усред плячка зад себе, обезбедување такво ќе здогледаше едно келјаво набилдано огромно стварење. Да, братот смирено, професионално, у пикот, у центарот на плячката, се повлекува нечујно назад, се враќа во WC-то, го вади телефонот и на колегата индиректен од алфите му се јавува, тивко му шепнува шифра, орел зове соко, соко зове гнездо, где су јаја, улетувај брзо, има плячка кај цека, кај влада. За неполни 5 минути улетуваат коли, браќава со папучиве, плячкашиве, двајца ги соборуваат, одма ги легнуваат, ги пакуваат, а пазете, третиот Хусейн Болт, бос, трча, шпринт дава, ке бега, не се предава, од кај влада до на плоштад го соборуваат, го легнуваат и уапсуваат. Значи, какво е тоа маратонско шпринтање да бос, без чорапи, на боса нога, ти на такви спремни полицајци од интервентна, од алфи, од специјалци, им држиш трк, кондиција да не може да те стигнат и да им бегаш све до плоштад, дур таму не изгубиш души и те совладат, притоа они у најдобри современи обувки и све она што следи опрема за у акција за брза интервенција. Да, која гледавме снимката како тоа све се одвивало и како ја отвара вратата и дзирка, буквално врат им дише, да е Господ тука го погледнува и ја стопира, ја замрзнува сцената да никој не го примети и да може да интервенира и да еден хуман гест, чин, еден храбар му се запише во историјата си, ако ќе отиде горе кај Дедо Боже, да не биде со наведната глава. Пред малку ги поминавме сликите од градинката, нашата малска база каде израснавме, ти живееше на само 2 метра те делеа од неа и секој поглед кој ти искочеше, прво беше у оградата неизина и затоа се
тие слики овдека у овој цел колаж. Еве го и градот наш, еве ги кладилниците, Македонија, братот Патриота, сите оние клубови спортски кои тија китеа собата, кои беа твое обележје, кои беа гордост твоја. Еве и нашата чешма у град, каде безброј пати ни била замислена траса, цел, за да оствариме до таму да идеме студена вода да пиеме и назад, да не се улежиме туку, да трасираме, да движиме и бескрајно муавети по пат тераме. Сакаше да заминеш, ти си исполни желбата. Сега кој знае каде си, верувам дека си негде околу мене тука, ме слушаш како тантара пантарам, се смееш и се радуваш што братот не те заборава и верен и доследен до гроба ти останува. Охо, Дуленце моje мило, братче моje драго, не знам, уште сум под шок. Допрва ќе следат оние нокаути, оние судири со реалноста, со празнината, со тугата. Ти беше оној што истава година ми ја пренесе веста дека мојот најверен маки се починат, да дента татко ти која се јавил у кафана Жабар да провери дали таму си бил, цаци Жабарот му рекол и така стигна аберот до мене дека е маки сумрен, знаеки дека живееше као скитник, без мобилен, без струја, без никаков контакт, да не се случеше тоа лудило спонтано, да татко ти провери дали си пиел у кафана, му викао таму братов, нека му ја мисли Дуле, нека не се заебава ако не сака да заврши како другар му Макис вчера кој почина. И одма ти ми ја пренесуваш мене абер по раката и ме маваш у нокаут од земја, исто сега поракава што стигна до нас дека си починат, е управо повторно од Жабарот, преку татко ти кој секој ден беше таму инвентар, неизбежен, како од мостот риби фаќаше, така и у кафаната се дружеше и пиво джапаше. Еве го твојот постер у соба над зидот што ти беше омилен. Еве го нашето Скопје, кое го меревме уздуши попреку. Фансот, братот мој, ултрасот, ево дека говори кој си ти и на која кауза припаѓаш, све е јасно, кој има очи да види. Твојата најголема среќа, твојата најголема љубов у рацете твои, твојата внукичка. Овдека сме на Лепенец по риби, безброј пати верно ќутеше до мене, блееше и уживаше додека ја ти ги раскажам сите оние рибарски приказки и пецам у занесот на мојата пасија. Еве го од Шишевски, твоето омилено место за планинарење, за трасирање, за уживање. Пивото беше исто твојот символ у последниве години поради хендикепот на твоите нозе отечени, не можеше да се движиш повеќе и да трасираме како некој што уживавме по градот, наши булеварите, се сведуваше сите наши средби, дружби да се видиме. Бевме врзани да тоа биде зборно место уз пивце, секако неизбежно ако нема пивце, исто ко да нема ни дружба, нити не искачаме без тоа да се залие и наздравиме. Беше пред најстариот драгстор во центарот, нашето врталиште, во нашето мало драгстор Бети. Последниве години единствено таму, кога ќе поминев на случајно или на договорено, само таму се сведуваше нашето другарување. Еве го бендот твој омилен од младоста, ICP. Еве го твојот идол Че Гевара, символ на отпорот, Дуци Рейџот. Еве ги
сите тие сукоби твои безброј со полицајците, со 1-3-1-2 паролата, неизбежна, со која секој хулиган ултра се судира во животот таков кој го одбрал и животот каде се навива, каде се живе и дише за клубот, за Вардар, ја за реката, ти за топката и трибината. Сега идеш на оваа некоја позиција и со секој еден нов ден сум поблиску да стигнам и ја таму и да продужиме каде сме застанале, а до тоаш, брате, мирно море и бистро, мајсторе. Лесна ти земја, почивај во мир. Се одјавувам и поздравувам.